Добро вечер, добре дојдовте 24 анализа. Ова анализа без најава за темите, меѓутоа најавата на гостинот ќе биде доволна да останете со 24 анализа вечерва. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гостин во 24 анализа Лјупчо Куцевски, републички јавен обвинител. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и поздрав до гледачите. Ви благодарам што прифативте поканата. Во интересите на јавноста или во фокусот на јавноста јас избројав 73 дена, особено по онаа кобна ноќ на 16 март, за која што јас велам дека Македонија никогаш нема да биде иста пред и по 16 март. Господин Куцевски, многу работи има кои што ги работи обвинителството. Многу дилеми има во јавноста за истрагата во Кучани. Многу сомнежи, многу винувања се изнаслушавме периодов. Не алудирам на политичките, меѓутоа од семејствата и од граѓаните на Кучани и од стручните правници. Јас би сакала најпрво на старт да расчистиме. Дали вие може да кажете одговорно, под кривична и материјална одговорност, може да тврдите дека секој чекор што го превземавте во Кучани е согласно кривичниот законник, законот за кривична постапка, правото, правдата и дека вие и единствено вие ја водевте истрагата, а не ја тиравте по налог на Христијан Мицковски. Вака, вечерва можам да кажам дека после 2,5 месеци истрагата се завршува утре. Што значи дека од утрешниот ден се почнува со увид во предметот од страна на одбраната и секако одбраната во наредните 15 дена има право да доставува докази, кои докази јавното обвинителство ќе ги цени и со тоа што после поминување на тие 15 дена ќе се донесе јавно обвинителска одлука. Во однос на рекордно завршување на вака сега до сега за жал сепак ваков предмет немало во нашата држава, па и пошироко. Се работи за навистина многу сложена истрага со многу докази, многу жртви, многу преземени действија и токму на таа околност, ја како државен јавен обвинител, како одеше постапката, ангажирав на почеток 5, па 7, па 9 и сега работат 13 јавни обвинители. Истрагата се води согласно законот за кривична постапка и кривичниот законник. Што значи дека на почеток само можам да искажам голема благодарност на јавните обвинители кои навистина макотрпно работеа овој период. Секако тука е Министерството за внатрешни работи, истражителите, истражните центри и така натаму. И до сега за овој период во рекордно време се обезбедија сите релевантни докази за кои беа и предвидени, односно кои што за истрагата беа битни, со тоа што морам да нагласам дека значајно е тоа што сите вештачења се обезбедија во нашата земја и тоа секако влијаеше на брзината на собирање на докази, така што извршено е градежно вештачење во кој се однесува во однос на се оно што е преземено во однос на периодот за кој што јавните обвинители утврдија дека се работи од 2012 година до денот на несреќата, што значи дека со градежното вештачење се утврди кои све градежни действија се преземале во текот на овој период. Потоа имаме вештачење на Химискиот институт. Тоа вештачење е во однос на состав на материјалите, понатаму нивната согорливост, какви гасови истите и кои штетни материи ги од тие согорливи предмети, односно од тие материјали се испуштаат. Понатаму имаше графолошко вештачење во однос
се однесуваше во однос на подписи, на разни подписи во Најдовте фалсификувани подписи? најдовме се она што е потребно. Значи има фалсификувани подписи? Има разни подписи, со тоа што има и подписи на лицата кои што директно се осомничени, како и факсимили кои што се употребувале во име нивно. Понатаму имаме форезничко вештачење, тоа е во однос на трагите кои се најдени на лице место, телефонски уреди, апарати и така натаму. И имаме судско медицинско вештачење, односно исто како важен доказ, со тоа што Институтот за судска медицина ја утврдува причината за смртта на секој покоен, односно на секој дете, на секој. Сега, повеќето од нив беше задушување, речиси кај сите. Вака, можам само да споделам дека се работи за задушување со труење на јаглероден моноксид. За сега толку, со тоа што во текот на постапката тоа ќе се образложи, а и вештите лица секако ќе присуствуваат на расправа. Овие сите вештачења, реков, се обезбедени многу брзо за овој период од 2,5 месеци, меѓутоа, освен овие докази, имаме илјадници други материјални докази, кои исто така служат како релевантни факти во текот на докажувањето на вината, а исто така до сега се распрашани вкупно околу 400 заедно сведоци и оштетени, од кои тука се и законските застапници, меѓутоа и околу 250 оштетени кои што се со телесни повреди или со тешки телесни повреди. Добре. Значи дека истрагата на вистина беше многу сложена, многу дејствија се преземаат, обвинителите работеа ден и ноќ, и еве можам да кажам дека секоја сабота и недела или последната недела, и јас бев со нив, работевме така да ги обезбедивме сите докази до ден денес. Со колку осомничени ја завршувате истрагата? Во моментов бројката точно не можам да ви ја кажам, со оглед дека до крај на постапката, кога ќе се, во случајов очигледно дека ќе се донесе јавна обвинителска одлука, меѓутоа и обвинение, сигурно ќе има можеби за некој и прекин на постапката, а можеби за некој не знаеме уште и запирање на постапката, така да бројот на осомничени во овој момент не можам да ви го соопштам, со тоа што ова го зборувам само за делот што е во надлежност на основното јавно обвинителство Кочани. Оваа истрага за основното јавно обвинителство Кочани мора да заврши, да има јавна обвинителска одлука до таму негде 14-15 јуни, а во однос на осомничените што се водат во јавното обвинителство за организиран криминал, тоа е сосема друга постапка и тие таму може и истрагата и да продолжи повеќе од 3 месеци. Значи таму може и ќе дочекаме да ги видиме меѓу осомничените и полицајците кои што ноќта беа во пулс, за кои што јавноста некако најмногу се интересира, има најмногу дилеми изминатиот период. Ајде околу ова, велите, завршивте истрагата, не знаете, не можете да кажете точно колку се осомничени. Не за осомничени зборим, колку ќе биде поднесено обвинение и против колку лица. Ама најавивте можен прекин за да, има одредени одредени лица има кои што е во тешка здравствена состојба и со консултација на медицинскиот персонал, односно на лекарите, тие за сега не се во состојба да се води против нив постапка, ниту да дават изјава, за жал така. Дали е меѓу нив осомничениот кој што беше делот, кој што е делот бендот ДНК? Па, видите, такви информации не можам да споделувам, меѓутоа има и таков. Кој што директно, нели, беше меѓу осомничените во однос на пиротехниката.
најавивте затворање на истрагата, тоа е виста, а зошто вие велите дека мора до 15, 16, 17 јуни да ја затворите во однос на притворите? Да, затоа што Меѓутоа, добро, повелете? затоа што се работи за притворенички предмет и роковите се така што не може да биде во притвор повеќе од 90 дена до подигање на обвинение, што значи дека со подигање на обвинение може да се продолжи притворот и истиот ќе трае согласно законот, ми се чини за ово кривично дело уште 1 година до донесување на првостепена. Дали во ова брзање би кажала да се стигнат сите тие рокови, можевте да направите со компромис, да се прекинат притворите, да се дадат мерки на предпазливост, па да можеби полека да се тира истрагата, или вие сте сигурни дека обезбедивте се за делата на кои што им го ставате на товар на тело? Вака јавното обвинителство не може во овој случај да прави компромис затоа што за одредени обвинети има навистина чврсти докази и не може да се пуштаат од притвор затоа што запретената казна е висока и истите може да се дадат во бегство или да ја отежнуваат постапката, да влијат на сведоци и така натаму. За сите оние други, јавните обвинители што проценија дека има услови за определување некоја друга мерка или мерка на предпазливост, дадоа предлог, а и судот, колку што знам, за одредени осомничени. Најчесто ги прифаќа. Да. Ги прифаќаше премината на мерки. Така да не се сите притвори, а има и куќни притвори, има и мерки на предпазливост и оваа истрага, реков, мора да заврши во овој рок, односно до подигање на обвинение во рок од 90 дена. Колку директорите на пазарната инспекторат, поранишните директори на пазарен инспекторат сте меѓу тие за кои што ќе прекине истрагата? Не реков дека ќе прекине ни против директорите, ни против некој друг, реков евентуално може против одредени осомничени да прекине, меѓутоа тоа не значи дека може да прекине, затоа што имаме и прекин, имаме и запирање. Тоа се два различни поими. Да запре. Да запре, во моментов не може ни еден јавен обвинител, ниту па јас, во тој дел да ви кажам, затоа што до последниот ден зависи и од доказите и фактите што ќе се утврди. Па добро, нели велите ги имате доказите? Ги имаме доказите, меѓутоа и одбраната сега за овие 15 дена ќе предлага докази, што значи дека... Мислите доволно време ќе биде тоа, бидејќи сте така голем број осомничени? Така е законскиот рок. Ние не можеме ништо да смениме во однос на законскиот рок и секако би било добро, можеби да имаме уште време за нешто друго, меѓутоа сите оние докази што ценевме дека се потребни и најрелевантни, јавните обвинители ги прибра. Рековте дека истрагата се водила исклучиво по кривичниот законник и по законот за кривична постапка. Меѓутоа не одговоривте директно дали под кривична и материјална корист може да потврдите дека вие водевте, а не по налог на Христијан. Јас не ја водев истрагата. Вие обвинители, добро, вие ја координиравте. Истрагата ја водеа, последниот број реков е 13 јавни обвинители. Јас како државен јавен обвинител уште првиот ден бев на лице место. Мораше да се организира начинот на кој што ќе се води истрагата. Рековте дека во последната недела и сте се вклучиле и директно. Директно, скоро секој ден се слуша со обвинителите и држевме и состаноци кои действија се преземаат како, меѓутоа во нивните одлуки јас не се мешав. Значи, самите обвинители реферираа и кажуваа што преземаа, како преземаа, против кого ќе има притвор, против кого нема да има притвор, кои докази ги обезбедиле, начинот на обезбедување, како се координират. Имавте несогласувања, вие се буневте за некои од нивните одлуки? Јас да се буним не, затоа што тоа е нивна одлука. Држевме неколку состаноци и со Министерството за внатрешни работи, секако тука и со вештите лица имаше состаноци во кој дел да се изврша одредени вештачења и така натаму, со тоа што морам да напоменам дека при вештачењата инсистиравме, односно разговаравме со вештите лица и на оние забелешки кои што родителите кога ги примивме ни дадоа на одредени околности да се испитаат, затоа што тоа ценевме дека е битно како за нас, така и за самите оштетени. Кои околности? Па дали
дали причината за смртта е директно заглушување со, како што реков, со труење на јаглероден моноксид, или затоа што родителите имаа забелешки на она што недостасувало во болницата на кислород и така натаму, меѓутоа вештите лица на оваа околност ќе се произнесат. Дали тоа влијаело и дали можело да влијае да се спаси некој човечки живот од она немање на кислород и така натаму. Да, имаше такви сумнежи од родителите. Да, и тоа родителите при нашата средба не го посочија, им ветивме дека на таа околност ја испитаме и таа околност вештите лица ја имаа во предвид и во нивното вештачење ќе се произнесе, односно се произнесува. Секако, расправата ќе биде јавна, јавноста ќе има увид во се и ќе има и натаму секако одредени работи кои што ќе се разјаснуваат. Имате, предпоставувам дека знаете, но дали може да споделите? Дали можел некое дете да биде спасено? Доколку навреме му се дада лопки? Значи, истрагата е, да речем, полутајна. Реков, само најголем број имаме од ова што го спомнав заглушување, меѓутоа имаме и смртни последици поради насилен, односно да речем поради насилен притисок. Така го формулирале вештите лица. Што значи тоа? Па значи дека при таа гужва, при таа толпа Стампедо. Да, така да биле повредени и така натаму, и причината една за смрт многу мал број. Господине Куцевски, зошто началниците и полицајците кои што беа разрешени, а кои што вечерта биле во Пулс, не се се уште меѓу осомничените? Затоа што од сите прибрани докази до сега, јавните обвинители во оваа постапка оценија дека само против овие осомничени. Меѓутоа, полицајците надлежност за нивната одговорност е на јавното обвинителство за организиран криминал. Добро, меѓутоа вие во вашето последно интервју кажавте дека се испитуваат сите наводи во однос на учеството на полицијата таа вечер во Пулс, по чив налог дошле, што барале, каде биле кога пожарот се случил, дали придонеле некако во спасувањето или не придонеле, излегоа снимки каде што видовме полицаец кој што стои пред врата, буквално ништо не привзема. Оние информации од делот, очевидци од родителите дека се заклучила таа една врата кога влегле да ловат малолетници и дека затоа потешко одела евакуацијата на децата од Пулс. Вака сега, сите сведоци и оштетени во оваа постапка што ги води основното јавно обвинителство Кочани се распрашани на сите околности, па и на овие околности кои вие сега ги спомнавте. Што значи дека сите овие докази, распити, ќе бидат предадени и на јавното обвинителство за организиран криминал. Ма не може да амнестирате сега јавното обвинителство за организиран, да ја води таа постапка, меѓутоа предметот е таков, мора да споделувате. Значи вака, надлежноста е поделена. Јавното обвинителство Кочани, основното јавно обвинителство Кочани не може да се меша во истрагата што ја води јавното обвинителство за организиран криминал. Таму веќе има осомничени околу 15 полициски службеници. Што значи дека сите докази кои сега ќе бидат прибрани на разни околности, па и на околности што вие ги споменавте, ќе бидат и предадени во јавното обвинителство за организиран криминал. И таму истрагата може да се води и повеќе од 3 месеци со оглед дека има само мерки на предпазливост. Да, основното јавно обвинителство Кочани не може да се меша секако. Така, меѓутоа прибира докази, кои докази можат да служат во постапката во јавното обвинителство за организиран криминал и секако ќе служат и доколку се процени дека има елементи на кривично дело на сите, не само на полицајците вечерта, што знаеме дека тоа беше во интерес на јавноста, истрагата секако дека може да се прошири и тие да одговарат. Значи таму оставате се уште секако, шанса. Секоја истрага, додека не е завршена, може да се прошири. Да, ма тоа го слушаме веќе 70 дена, некако
тие 15 полицајци имавме пензионирани полицајци, разрешени полицајци кои што не биле актуелни вечерта. Имаше и активни. Имаше еден актуелен командир, мислам дека И активни полицајци имаше. Меѓутоа за одлуки кои што биле во минатото. А не за конкретната акција на полицијата вечер. За вечерта ви реков, значи за вечерта се прибираат докази и во обвинителството за организиран криминал и во основното обвинителство кочани. Сите докази кои што можат да послужат за евентуална вина на некој од полицајците ќе бидат собрани и секако дека можно е и проширување на истрагата во тој дел. Што се тие сознанија што ги прибра основното јавно обвинителство во однос на постапувањето или непостапувањето на полицајците таа вечер? Кога влегле таму, значи влегле со налог, некој ги пратил, знаеле кај оделе, виделе сигурно дека 650 луѓе има во таа дискотека, а не 200 колку што требало да има. Ги виделе прскалките. Так. Значи, тоа не е Кочани, не е Лас Вегас сега. Токму така и токму на таа околност се прибираат и докази. Реков, какви се вашите сознанија во однос на полицијата? Каде била кога полицијата не можем да споделувам многу докази, меѓутоа полицијата таа вечер била присутна некаде 15 на минути пред да настане пожар. Била присутна и на некои други места и така натаму. И сега на тие околности, ова што пред малку рековте, начинот на кој што действувала полицијата, по чиј налог била полицијата, зошто дошла тука и така натаму, тоа е се уште може да биде предмет на истрага во таа постапка. Што има во тие извештаи? Ги добивте ли извештаите на полицајците од вечерта? Значи вака пак ќе повторам. Јас зборувам сега за истрагата што ја води основното јавно обвинителство Кочани и таа е завршена. Но вие велите имавме сознанија кои што ќе ги имавме делегираме сознанија, имавме искази на сведоци и одредени докази што можат да послужат за истрагата што ја води јавното обвинителство за организиран криминал. За одредени докази ве прашувам. Молим? За тие одредени докази ве прашувам, што има во тие одредени докази? Не можеме да споделиме сега затоа што тоа е во интерес на истрагата, односно постапка. Била ли заклучена вратата од страна на полицајци? Едната врата воопшто не функционирала, тоа го кажав и првиот ден на пресуд, затоа што била заклучена со катанец од натрешната страна и таа била забарикадирана, а другата врата, една имало за жал врата, која што била и влезна и излезна, и тоа е дел од она што не требало да биде, така да и тука е дел од некаква одговорност и за зголемување на бројот на жртвите. Дали полицајците кога влегле заклучили таа една врата? Реков, во тој дел не можам да споделувам информации, имајќи предвид дека во тој дел се уште постапката за тие не е завршена. Знаете како не можете да споделите одговорност, меѓутоа впечатокот е на јавноста. Така е, знам. Дека буквално, ајде не сите, бидејќи имате и актуелен министер, меѓутоа не е осумничен заради тоа што е актуелен министер, туку за функција која што претходно ја обавувал, актуелен директор на дирекцијата за спасување и заштита. Меѓутоа впечатокот е дека се амнестираат, се заштитуваат, се заташкуваат актуелните функционери, вклучувајќи ги тие началници од ОВР и СВР. Не е така, одговорно тврдам, затоа што се што ќе произлезе од доказите, верувајте, ќе биде процесирано и за секој што има некаква вина ќе биде предмет на истрага, односно после носење на јавно обвинителска одлука, односно обвинени. Како правник да ве прашам. Кажете. Дали лаички, бидејќи ја не сум правник, дали кога полиција влегува во еден таков објект со милион работи, фалинки и неправилности, а на настан кој што не е пријавен дека ќе се случи, на настан кој што нема пристап за противпожарно возило, нема паркинг, нема сето тоа што го набројавте уште првиот ден, што све немало таму, бидејќи очигледно ништо немало нешто што нема. Така е. И гледаш 650 луѓе во еден таков простор, мал, нели по логика, по автоматизам, треба да се прекине таа забава.
дополнително што влагаат во лов на малолетници на друга. Токму Значи тоа во реков. Скопје влегува полиција и кога ќе види Значи, некоја драма, се прекинува забавата. Од овие првични сознанија дека полицијата пред настанатиот пожар влегла некаде околу 15 на минути. Значи биле таму кога се случи 15 на минути влегли. Нивните задачи, зошто дошли, како дошли, кој им дал налог, со кои намери, што превзели и така натаму, се уште се испитува, односно ќе се утврдува во текот на постапката. Доколку има вина на било кого, и на полицајците, и на нивните што им наредили и така натаму, верувајте дека ќе има одговорност. Според Законот за полиција, член 21 вели за вршење на полициските работи, секторот за внатрешни работи ја следи, анализира безбедносната состојба и појавите кои предизвикуваат настанување и развој на криминалитетот и настани кои ја доведуваат во опасност јавната безбедност на подрачјето за кој е формиран во случај СВР, Штип и ОВР Кочани. Само по овој основ таму треба да има одговорност. Ама ви реков, Само не по еден исклучуваме, не исклучуваме тоа. Тоа се испитува и доколку има такво нешто, сите ќе бидат изведени пред суд. Бидејќи зборувате за верижни действија од 2012 до 2025, имаше информации дека во ноември 2022 од ОВР Кочани имало испратено проблемска документација со која што се укажува дека ПУЛС не исполнува услови за бројни инциденти таму. Дури и предлог да се одземе лиценца. Дали е тоа предмет на истрага, зошто никој не... Во однос на тој објект, условите не биле исполнети од 2012 година. Јавните обвинители токму на таа околност тргнаа од последниот настан и одеа до некоја почетна точка. Почетната точка се утврди негде 2012 година. Верувате, така е. Значи, за цел период никој не бил и не презел ништо во однос на овој објект. Имал лиценци, немал лиценци, зошто, како, навистина е, и човек не може да верува дека за целиот период ништо не е преземено. А сите знаеле, очигледно, и според вашите, според осумничените, и според... Значи, вака се, во текот на постапкава ние опфативме неколку институции и тоа локална самоуправа, незините надлежности, имајќи предвид дека одреден паричен надоместок се исплаќало на таа локална самоуправа, потоа тука дирекцијата за заштита и спасување, Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија. Значи, тие 4 области јавното обвинителство ги испитуваше и тука одредени пропусти кои требало да преземат самите надлежни лица, не ги презели, што значи дека во тој дел јавното обвинителство многу внимаваше и токму само ги опфати овие 4 институции што сметам дека и се најбитни. Сите са виновни, односно сите скоро не преземале действија кои што требале да ги преземат. Ке зборуваме и за тоа, а една по една институција ми е обелижана, сакам, можно ли е истрагата, како што видите, бидејќи се испитува сето, пак полицијата, незиното действување вечерта, кој ги пратил, што правеле и така натаму, бидејќи во останатите институции се стигна, не знам, 2012-та градоначалник, сите министри за економија од кога имало лиценци, поранешни директори на дирекција за спасување, 2 директори само од пазарен инспекторат. Можно ли е да стигне истрагата и до поранешни или актуелни министри за внатрешни работи? Бидејќи овие началници и полицајци кои што биле вечерта се од ова време, во 2025. Во овој момент истрагата стигна само до овие осомничени. Рокот за поднесување на истрага, односно рокот за поднесување на обвинение, доколку има нови докази, тече, имајќи го предвид, односно имајќи предвид запретеноста на казната за ова кривично дело. Што значи дека имаме рок, се што ќе се евентуално најде дополнително некаков доказ во однос на поврзаност на било кое лице, и овие што ги спомнавте, јавното обвинителство нема да остане индиферентно и ќе продолжи постапката за сите. Дали го најдовте
тефтерот на Дејан Јованов Деко со детали колку и кому плаќал мито сите тие овие години. На таа околност, уште првиот ден, овој осомничен беше распрашан и даде доста битни, релевантни факти во однос на начинот на кој што ги обезбедува лиценците. Што значи дека и тоа ќе се разјасни, меѓутоа сите тие околности да почекаме уште 15 на ден. Добро, јас од това можам да извлечам логичен заклучок кој што јас ќе го кажам дека ви имате на хартија на кого Јованов се плаќал и колку пари плаќал. Значи имаме се оно што е потребно за утврдување на негова одговорност. Предпоставувам и на одговорност на тие што излегле од тој тефтер. За сите лица кои што тој ги посочи со име и презиме и за нивните действија, ние се водевме во текот на постапка, во текот на истрагата од тоа и ги утврдивме сите релевантни битни факти на овие околности и со сигурност се утврдија некои работи кои што јавноста ќе биде запознаена секако со подигање на обвинение. Очигледно дека овде и ќе има обвинение, не реков што како, меѓутоа мора да има обвинение со оглед дека се работи за непобитни факти. Само исказот на Јованов или материјални докази? Не, има и материјални докази, има и вештачења, и ова ќе заборавив, има и од страна на финансиската полиција исто така одредени вештачења и сето тоа допринесе за утврдување на фактичка состојба што оди во корис на обвинителството. Во однос на функционирањето на Пулс, бидејќи била блокирана сметката, а финансиската полиција се вклучили во односи за овие сумнежи за мито, за корупција, пирање пари евентуално. Финансиската полиција се вклучи и во двете работи, што значи дека имаме докази начинот на кој што тие се преземани действија. Видео снимки, знам дека имаше и повеќе тие што снимале, што биле таму, меѓутоа и во дискотеката Кабарето Пулс, како и да кажеме, имало видео надзор. Дали е снимена трагедијата? И дали работало видео надзорот во Пулс? Токму на тие околности, пак ќе повторам, истрагата беше многу темелна. Јавното обвинителство ги обезбеди сите снимки што можеше да ги обезбеди, каде претходно оваа група држала концерти, на кој начин ги организирала концертите, ги сослуша неколку сопственици на претходно кај што биле групата, со тоа што ги утврди сите релевантни факти. Начинот на кој што се прибрале пиротехничките средства, кој ги донел, од каде се донесени, кој ги активирал тие пиротехнички средства, дали биле легално набавени или не биле легално набавени, така да сите тие околности со тоа што ќе ви кажам, и тоа дека имаме и примерок од пиротехничките средства што секако ни беше во корис на утврдување на одредени факти. Да, според моите информации таму имало некои значи услови дека сите снимки, дури оние снимки што самите некои од учесниците ги снимале, сите се собрани, како и снимките на претходни концерти што била оваа група, знаеме низ цела држава. Кој активирал пиротехниката и дали била легална? И дали заедно групата била во договор со сопственикот на групата? Значи, групата за да учествува мора да биде во договор со сопственикот. Значи, условите ги договараат сопственикот, односно организаторот и групата. Конкретно околу пиротехниката? Пиротехниката, по наши сознанија засега, имаме дека дел е и од групата. Била легално намавена? Не можеме сега во тој дел да споделуваме информации, затоа што тие навистина ќе бидат за 15 на ден и тие ќе ги... А другиот дел? Велите дел од групата, а другиот дел? Во која смисла? Велите дел од пиротехниката? Пиротехниката од она што ние го имаме, оди во утврдување на фактичка состојба дека ја набавила групата. Денеска требаше да завршат оние сослушувања, разговори, да не ги кажеме сослушувања со семејствата на загинатите.
Што дознавте од тие разговори, кого тие посочуваат? Не само со семејствата, не разговори, И за да ги распрашани се вклучите сите и сведоци. како оштетени Еве во- можам да кажам дека колку јас добив информации, распрашани се и други релевантни, па дури и сегашниот мислични министр за економија. Значи сите јавните обвинители се што требаше да презема. Еко- И сите до ден денешен, еве ви кажувам, се е преземено и од утре почиња увидот во, еве и можам јавно да соопштам на одбраната дека од утре можат да дојдат во јавното обвинителство и да вршат увид во доказите и секако во овој период да предлагаат и докази. Направен е веќе план со кого ќе се почне, бидејќи многу осомничени се, или сите кога сакаат да дојдат, се исконтактирана ли одбраната? Одбраната ќе се извести, меѓутоа не можеме да налагаме на одбраната за кој ден да дојде, затоа што и ние нашите докази ќе ги доставиме електронски, имајќи предвид дека реков има илјадници докази кои што не е возможно одбраната да ги листа сите. И за тие докази ќе дадеме електронски, одбраната може да ги гледа. Нешто поконкретно од оние разговори со семејствата на загинатите деца, кои што да ги повикавте и да бидат, да влизат, да се приклучат како и оштетени во кривично Така е, правни семејствата го кажа оно што го знаат и сите се приклучуваат на кривичниот прогон за сега, во однос на оштетното поварување има време тоа прво може да го истакне. Зошто побаравте помош од хуманитарна волонтерска организација, од Support Coach? Не можете вие да стигнете до... Вака се работи за многу комплексен предмет, многу тежок предмет, со тоа што во вакви предмети и самата организација се понуди, затоа што, верувајте, стресна е ситуација кога полицаец да иде да достави покана во многу краток рок, со униформа на оштетените и така натаму, што тоа ова ништо не е незаконито, затоа што самите се понудија, тоа беше и во наш прилог, ќе добиеме во брзина и така беше и родителите се одзваа на поканата и дадоа исказ. Односно не само родителите, законските застапници, а и самите оштетени, оние кои што имаа само телесни повреди, односно тешки телесни повреди. На еден од протестите родителите кажа, односно обвинија дека се сомневаат и дека ќе бидат осомничени за малолетните деца што биле присутни во дискотеката, односно дека има обвинувања дека имаат закани за такво нешто. Видите, такви гласини почнаа да се појавуваат на почеток, со тоа што морам да кажам, за жал, почна и одредени политички партии да ги користат, и што не е добро, затоа што навистина болката на родителите никој не може да ја никој не може да ја почувствува како самите родители. Ниту пак никој може да ја надокнади. И не треба никој тоа да го злоупотребува. Значи, обвинителството такво нешто нема намера воопшто да... За сега ниту сме имале, ниту имаме намера на тие околности нешто да преземаме. Благодарам за сега. Тука правиме пауза за реклама. Продолжуваме со разговорот за 24 анализа. Лјупчо Куцевски, државен јавен обвинител, мој вечерашен гостин. Господине Куцевски, сите осомничени досега се тиретат под една квалификација. Тешки дела против општата безбедност, што го доведувате во врска со членот 288, предизвикување на општа опасност, а тука треба се поврзува и умисла. Да не го читам членот, нели, тој што со пожар, поплава, експлозија и така натаму ќе предизвика значителна опасност за животот или телото на луѓето. Како ќе докажете умислата на Радко Димитриевски од 2012-тата со Крешник Бектеши во 2022-3, со негде измеѓу, не знам, со Джеват Селими во 2025 и сите тие да не ги редам. Вака Функционери осомничени, сите директори на дирекција за заштита и двајца директори од дирекција за пазарни. Истрагата е поставена со квалификација, како што испомнавте, со тоа што за сите осомничени, доколку бидат обвинети, ќе се опишат действија инкриминирани
за кои што јавното обвинителство ќе ги докаже. Временската анализа, временската рамка за анализа на пропуштањето, кој што обвинителството ја применува и се заснува тука на две работи. Тоа е едно непосредно пропуштање, кое се анализира на краткорочен период, например, ненавремено реагирање на пожар или неуспех да се поправи дефект што веднаш доведе до штета. И може да биде и долготрајно пропуштање кој вклучува системски недостатоци. Во смисла, како што повеќекратни пропусти на безбедносните процедури што можат да доведат до катастрофални последици години подоцна. Што значи предмет на анализа е и така наречениот кумулативен ефект на пропуштање. Тоа знам дека јавноста ја интересира, затоа што, само веќе напоменам, ако повеќе различни лица во текот на долг временски период прават повторувачки пропусти, тие се дел од пошироката причинска врска. Овде имаме повторувачки действија кои се од страна на лицата. И дури, и ако едно индивидуално пропуштање не е директна причина за штетата, нивниот збирен ефект може да биде критичен. Што значи дека јавното обвинителство оди овде на евентуална умисла, не директно. И тоа ќе го докажеме, затоа што само уште ова да кажам, континуирано игнорирање на ризик во долг временски период може да создаде основа за некаква правна или етичка одговорност. А за соизвршителство? Вака сега, соизвршителство како поим, меѓутоа секој може да има особен придонес во ова. Да, ма за соизвршителство ви треба група, значи, вака, не мора да значи дека сите 50 и колку ќе бидат обвинети дека се соизвршители. Може тројца да биде, може 5 мина да биде само. Значи, квалификацијата на кривичното дело сега како што е дадена е таа, меѓутоа по завршување на истрагата, реков, јавните обвинители ќе проценат за кое кривично дело и ќе дадат квалификација што одговара на утврдената фактичка состојба. Значи, можно е да се смени квалификацијата? Во овој момент не можам тоа да го кажам, меѓутоа последната одлука е негде таму околу 13, 14, 15 јуни. Би се сменила евентуално за сите, за одредени луѓе? Токму тоа не можам во моментов да кажам, затоа што реков се уште сега ги чекаме предлозите на одбраната да имаат одредени докази, па така. Можам само ова да кажам дека имајќи го предвид и претходното искуство со вакви предмети, а тоа тука ќе го споменам Змиско око, кој што беа околу 70 на обвинети и тој предмет беше еден предмет, се водеше, може би ми се чини околу 18 години, што ние сега нема тоа да го направиме, веќе имаме стратегија да предметот се подели. Како ќе го поделите, како ќе ги групирате? Ќе ги групираме на начин на кој што, еве сега нема да откријам. По институции, по години на Тоа го разработуваме и имаме идејно решение. И сите тие потоа под иста квалификација ќе останат? Не знаеме сега, реков. На крај, јавноста ќе дознае, ќе држиме и прес, ќе дознае јавноста за кој кривично дело, кој обвинети за кои действија ќе одговарат. Меѓутоа, ќе мора постапката да се подели, односно да водат неколку постапки, ќе видиме, може би некои ќе бидат офатени со повеќе или помалку, меѓутоа една постапка сигурно не, затоа што една постапка само може да ни го довлече предмет. Со оглед дека, и тоа можам да напоменам, дека се работи за притвор кој што не може, колку се сеќавам сега, нема да цитирам законска одредба, не може да трае по правосилноста на обвинителниот акт повеќе од една година судењето до донесување на првостепена пресуда. Кој член на законот за угостителство го прекршиле поранешните министри за економија? Не само еден закон, прекршени се повеќе закони и тоа ќе биде во описот на действијата и во описот на пропуштањето што го има секој што бил должен. Еве конкретно за министрите за економија, кој член од законот за угостителство, на пример? Не можам сега да ви кажем во однос на тој. А го имате?
Па секако. Бидејќи знаете како кога стигнува за подпис за лиценца во кај министерот, Да. значи тоа стигнува предмет, таму има изработил, проверил, контролирал. И на крај стои потпишал министер. Во законот за угостителство, кој што потоа го анализира многу институции, меѓу кои ДКСК, имаше низа пропусти, меѓу кои дека само декларативно се правело, упис на во регистри, во однос на лиценци и така натаму. Што требало министерот да прави? Да оди сам од институција во институција? Не, сите институции даваат одредени мислења, одредени одлуки кои што тие се собираат и на крај Министерството за економија ги цени сите и дава одобрение. Ама таму има изработил, проверил, контролирал Ако и на има, крајот министерот потпишал. Ако сите кажале дека се е окей, тој нема верува на државниот пазарен Тоа се инспекторат. утврдува. Дали сите кажале, дали затоа што еве има и факсимил, има и лиценца со факсимил. Што значи тоа? Па значи дека нема подпис, има факсимил на министерот. Таа е за фалсификуваната лиценца. Не зборим за фалсификуваната, ви кажувам дека има лиценци кои што се со факсимил на министерот. Тоа не можете да докажете. Па го докажуваме, имаме Не, графолошко сакам да вештачење. кажам кој го ставил факсимил. Имаме и тоа, имаме докази. Кој го ставил, како министер, сослушани се сите, Зошто? постапката, како е, зошто, токму тоа е Зошто? нашата задача да утврдиме зошто. Зошто запарили? Не Бидејќи не можам сега да кажам и да кажавте потврдам дека- такви околности кои вие ги споменувате. Бидејќи во едно од појавувањата, мислам дека беше интервјуто за српска политика. Да. Кажавте дека и токму тој момент се испитува мито и пари. Се испитува се, меѓутоа само едно можам да кажам дека кај нас постои култура на непочитување на закон. 33 години. Видовме после Кучани, Тоа е. ни еден во сред Па ви Скопје реков, нема значи, објект со лиценца. недозволиво е овој цел период во Кочани да нема ни една проверка, односно од страна на ни една институција. Тука ги набројав. Државен инспекторат и така натаму, да не ги редимо на преска што го кажам. ДСЗ, ДП и така натаму. Еве, немало ни во време на актуелниот директор на Па немало ни пазарниот. сега, немало ни претходно. Зашто не е осумничен актуелниот директор на пазарниот инспекторат? Затоа што во моментов нема докази за да биде осумничен. Ама и во негово време немало контрола. Токму така. И зошто немало се испитува? Кој бил крив? Па ако другите претходници двајца се осумничени, никако не е Меѓутоа тие актуелниот. не се осомничени само што немало контрола, осомничени се и други действија. За? Па ќе видиме на крај. Па не можеме сега да ништо да споделуваме затоа што навистина реков истрагата е полутајна. А во моментов, според моите информации, во Кучани на двајцата директори, инспектори се извинувам, им се одземени ингеренциите и таму нема инспектор воопшто од ниедна институција во моментов. Таму ми се чини немал инспектор од 2012 година. Може формално постоел, меѓутоа. Има работи кои што ќе се разјаснат во текот на постапката и во текот на судењето и токму на тие околности. А што е во однос на, знаете како, на директорот, да, инспекторите на подрачните требало да достават информација до директорите. И сега на директорот на заштита и спасување не му се сонило дека огнеотпорен материјал има во пулс или дека од сервис за возила била во лесна индустрија објектот па се надоградувал и така натаму. Секоја институција има одредени надлежности. Дирекцијата за заштита и спасување требало да оди и да провери се што требало да провери. Ма требало Понатаму, инспектор да оди, не директор. Понатаму, материјалите што се вградени, треба некој да даде дозвола. Нема дозвола, тој градел се на диво. Самиот градел. Материјалите се лесно запаливи, што не се дозволиви да бидат вградени во едно овакво кабаре. Што значи дека тоа е и навистина дел од она што за последицата. Затоа што тие треба да бидат споро гореќи, односно нивното согорување најмалку треба да биде 30 минути.
а тие очигледно таму знаат и гледат од снимките и од последиците што е, многу брзо се запалили и платното и тие материјали, и сундиери и така натаму, што е навистина не знам зошто е така и се кој дозволил тоа? Односно кој пропуштил тоа да види? Таму се преземени градежни действија неколку пати. Објектот е пренаменет од една у друга. Собственикот на објектот по кого се прошири истрагата не смел да го дава под закуп совршениот таква дејност. Значи, токму е тоа верижната, кумулативниот ефект и така натаму, пропуштањата и се тоа да не речеме на алкавоста на луѓето и ајде може и вака и отишло така и последицата е се. Тоа е незаконско работење во службата, злоупотреба. Да, ама дел имало лиценци од 2012-та. Дел имало лиценци за тоа. Ма лиценцата сама по себе не е директен Ама зошто токму тоа, зошто таа лиценца била давана незаконски? Зошто не се исполнували условите? Кој е крив сега? Не, јас апсолутно ве разбирам дека да, сите тие за сите незаконско постапување треба да одговараат. Меѓутоа, јас во моментот на пожарот, Пулс нема лиценца. Па и без лиценца се случи пожар. Да, меѓутоа градежните работи се преземани низ за години претходно. Зошто не се спречени? Кој не ги спречил? Кој бил надлежен да ги спречи? И да имало и да немало лиценца и да била како што треба лиценцата, пожарот пак ќе се случил. Да, ама да има лиценца ќе биле преземени сите действија, односно да речеме секоја институција ќе дошла и ќе кажа овој градежен материјал не требало да се вгради. И ќе направи записник и министерството нема да му даде лиценца. Понатаму, не само државната дирекција за заштита и спасување, сите верижно сите постапувале, односно не постапувале на тоа што им било должно да постапуваат. И проблемите тука се таложат. Вие сте сигурни дека за непостапување на сите од 2012 до 2025, односно тие што ви се осомничени, бидејќи од функционери во 2025, само актуелниот, сега веќе не е поранешен директор на дирекција за спасување Селими, пошто Шабан Салиу е за времето кога бил директор, ќе докажете дека сите тие се виновни за пожарот во 2025 од прскалки, односно од пиротехника. Ви кажав, токму тоа е кумулативниот ефект во однос на тоа и тука е и непосредно пропуштање и долготрајно пропуштање и едно действие штом се повторува секогаш истото што може друго да биде. И токму на таа околност иде обвинителството и верувам дека ќе докаже. И јавноста ќе биде запознаена, ќе има обвинение за кој кривично дело, против кого и така натаму, кои действија требало да ги преземе, што не презел и така натаму. Кривична пријава за попречување на истрагата вчера поднесоа за премиерот Христијан Мицкоски. Ве обвинија дека се пазарите за истрагата и затоа полицајците. Актуелниот директор на пазарен инспекторат не се дел од осомничените и актуелниот министер за економија. Видите, слушнав тоа од медиумите, кривичната пријава не сум ја видел. Таму од она што пишуваше во медиумите дека се работи за судир на интереси меѓу мене и премиерот, што можам јавно да кажам, ниту ми е роднина, ниту имам некои заеднички фирми со него, ниту нешто имам преземено што може да дојде до некаков судир на интерес. Премиерот го сретнав прв пат на денот на самата несреќа, некаде околу пред 8 часот, истиот беше таму со министерот за внатрешни работи, јас дојдов со обвинителите, така да со премиерот немаме никаков контакт, ниту па до сега некој се јавил, и од мои сознанија што ги имам, ниту па обвинителите имале до сега некаков притисок или некакво укажување што се да преземаат и против кого да преземаат. Така да, навистина кривичната пријава во моментов не ја разбирам, не сум ја видел и не знам какви се тие судир на интереси помеѓу мене
и премиерот навистина не може. Имаше еден период, првите денови премиерот сам, кога мафташе со лиценци, фалсификувани, кажуваше имиња на евентуално осомничени, кои што потоа стана осомничени. Зборувам за првите 2 дена. Политичките изјави и она што мафтал премиерот со одредени документи не можем да ги коментирам, затоа што тоа само него ќе прашат. Денеска обвинителството излезе со соопштение дека нема да се поведе јавно обвинителска одлука за фалсификуваниот сертификат за англиски јазик TOEFL на директорот на АНБ Бојан Христовски. Како бомба одекна тоа. Господин Куцевски, доколку побаравте веднаш одговор од американската компанија ATS, која ги издава сертификатите, наместо преку бугарските власти, дали ќе имавме по-конкретна ситуација и дали ќе имаше конкретно зошто да има јавно обвинителска одлука да се поведе за Бојан Христовски? Дали вака одејќи преку бугарите го исправте? Еве вака сега, и за јавноста ќе појаснам, да биде многу појасно. Значи, имаше анонимна кривична пријава. Во таа кривична пријава имаше документација и воедно имаше и одреден сертификат издаден од Јулија, односно од школата Јулија. Меѓутоа, тој сертификат е за подготвителен курс. И сега, да, така е. И сега, под притисок на јавноста и она што беше кон кривичната пријава, јавното обвинителство немаше никаква можност друга, освен по меѓународен пат да прибави доказ. Дали таа школа работела, дали имала лиценца да издава такви сертификати, дали не работела, дали конкретно во тој период на ова лице му издала сертификати, така натаму. 360 колегите отидоа, ни школото го најдоа, ни собственичката најдоа, затворено беше. Вака сега, не навлагам во тоа што новинарите утврдиле. Јас ви кажувам од она што беше од страна на јавното обвинителство побарано. Од страна на бугарските власти, односно таму окружното јавно обвинителство постапува. И добивме информација дека во тоа време, од 2022, таа школа постоела. И тој сертификат дека го спремале, ама не повале. Не, постоела таа школа. Меѓутоа, ја барале собственичката на школата. Не е надвор од државата. Не била надвор од државата и ни го вратија нас барањето дека во конкретниот случај не може да обезбедат ништо од тоа. Сега, јавниот обвинител отидна понатаму. Јавниот обвинител го прибави целокупната документација од влада. Да видиме врз основа на кој сертификат тој е примен. Понатаму, со оглед дека лицето Бојан конкурирало и на паркинг, конкурирало и на факултетот за безбедност. Ги прибави и тие документи. Да, објавивме и сега што се случува? Она што прибавивме од владата сега има друг сертификат. А тоа не отвара сомнеш? Каков сомнеш? Има друг сертификат кој што е легален и тој ЕТЦ сертификат преку сервис за едукација сервис за едукација за сертификат. Што значи дека тој сертификат бил поднесен заедно со она претходното кој што лицето со подготвителниот сертификат. И ние тоа не знаевме. Ама зошто одевте преку Бугарија, а не се обидовте да прашате во ЕТЦ затоа што ние не знаевме дека директорите не. Инспектор. Не, ние не знаевме, не е така. Ние не знаевме дека има ЕТЦ сертификат. Кај да знаеме? И па да прашавте во ЕТЦ. Од кого да прашаме? Кого да прашаме? Американската фирма да. Ама не можеме да прашаме затоа што предмет нас на со кривичната пријава ни беше овој подготвителен сертификат. Ние баравме дали тој сертификат
е лажен или не. И тоа беше целата јавност перена околу него и ние апсолутно. тоа го баравме. Ние не знаевме дали има Дека тој друг или трети. Се појави преку ноќи уште Ама не еден. знаеме. Ама владата го примила врз основа на овој друг сертификат. Добро, сомнително не вие вас тука ништо? И па видите, токму Вака лично ме прашувам. не можем лично да кажувам затоа што доказите така произлегуваат. Сега се наметнува прашање, и ние дискутиравме исто, зашто да не го провериме тој сертификат? Да не може. Па сега не може, на Ама не почетокот може, да можеше. ама не. И тогаш не можело. Ама и тогаш Затоа место- што на тој сертификат, ќе ви објаснам. Не, на тој сертификат важи дека може институцијата да дава само рок од 2 години дали положени, поминале 2 години. Да не се обративте до бугарските власти, меѓународна помош, Добро. пишавте мејл. Добар ден, дали ова лице во ЕТЦ постои Ама или не не знаевме постои? ние дали има друг. Воопшто, и за Јулија да се обратавте кон Ама нив. не можеме да се обратиме преку мејл. Мораме преку меѓународен пат. Не може. Јавното обвинителство. Имаме две осудени директорки Чекајте, за иста јавното работа. обвинителство не може да се обрати само до институцијата која што се сомнева дали издава не. Мора тоа да биде валидно. Не. До сега сите докази така ги обезбедуваме по меѓународен. Директорките што беа од училиштата, две се осудени. Добро. Доказите преку мејл ги добиле инспекторите директно од ЕТЦ. Не знам дали со детец. Немојте така. Не. Колегите од- Не, тие тврдеа дека го издала Јулија. Да, меѓутоа А не ЕТЦ. има Не. и од ЕТЦ дека дека не е валиден тие сертификатот. признаја дека не полагале, овој полагал онлайн. Така имаме докази. Значи, верувајте дека јавното обвинителство не може поинаку врз основа Дилема на постои докази. за веродостојност, ама нема докази за кривично Ама дело. видите, се што може да се нагаѓа, меѓутоа ние сме професионалци, ние не можеме да одлучиме поинаку од она што произлегува од доказите. Ама дилемите остануваат. Дилеми може да остануваат, меѓутоа како да докажеме, како може да се докаже освен од она што располагаме. Па јас ќе ви кажам повторно, ќе заповторам. Јас, на пример, повеќе ќе веруваше јавноста повеќе во вашата одлука денеска ако имаше до ЕТЦ. Ама не обраќање. може, чекај, ние не знаеме, значи во кривичната пријава. И за Јулија да прашате во кривичната пријава имаше сертификат подготвителен курс. И ние по тој сертификат одевме затоа што јавноста така беше, и новинарите и сите дека тоа е фалсификат. И ние како да провериме фалсификат дека е по меѓународен пат? Тоа го сторивме. Да, Сега, ама видите, да во време на поднесување поднесување на документите во влада, тој поднел 2. Во време на поднесување за паркинг каде конкурирал, тој ги поднел 2 сертификат. И подготвителниот сертификат го поднел и овој од ЕТЦ сертификат. И сега овој важечки, затоа што не можеме да го кажеме спротивното. Го исправте политички? У која смисла? Дали го политички секако кривично го исправте? Го исправме. У наводници, во која смисла не знам, можем. Дека е све легално во неговиот документи, неговиот избор. Од она што произлегува во доказите не можеше поинаква одлука да се донесе. И веќе се работи за обвинител кој што навистина искусен обвинител кој што го работеше пред мене. Многу пуста бидејќи пробивме многу. Обвиненијата за онкологија траеше многу долго таа истрага. Заврши со 2 обвиненија, ајде малку најпрво по болното, 29 несоодветно третирани пациенти според вештачењата од Белград и Љубљана. Ги известивте ли семејствата? Тоа го бара од Хеман. Тоа здружение што пред некој ден бараше прием, беше примено од јавниот обвинител обработувач на предметот и шефот на јавното обвинителство ги запознаа со кои се оштетени и така натаму. Сите тие имаат право на евентуално оштетно побарување за секое историјат, односно за секоја историја, посебно вештите лица се произнеле во однос на примената на лекови и така натаму. Значи за секој од тие има во обвинението стои кој лек е даван, дали требало да се дава и така натаму. И еден дел од истрагата ни се одолжи затоа што
се работеше за плюс уште едно кривично дело, кое што не одзедуше неколку месеци, затоа што од доказите произлезе дека постои кривично дело несовесно лекување. Овде се работи за економскиот дел и се работи за другиот медицински дел. Да, имаше штета на буџет, имотна Така, корист со и тоа што, еве, можам за јавноста да кажам, тоа го кажав и на пресот, дека имаме друга ревизија за која што по таа ревизија натаму ќе се постапи. Сакате да кажете дека можно е да Можно се е отвори се. нова истрага со Се е можно затоа што таа ревизија не е доказ во оваа постапка. Тоа е по периодот или Тоа е за периодот околу набавката на лекови. значи онкологија се уште и не е. Овој дел на онкологија се заврши. Да, меѓутоа Меѓутоа мораме ние по секоја ревизија мораме да постапиме и со Заводот за ревизија имаме одлична соработка, така да и во тој дел не само за овој предмет, за било кои евентуално незаконитости и така натаму, да не речем секојдневно од страна на Државниот завод за ревизија ни доставуваат одредени ревизија за разговарав со неколку доктори на темава, и има дилеми во однос на тоа како само врз основа на историите, нели, не со директно дел од пациентите, за жал се починати, може да се направат такви констатации како несоодветно лекување, меѓутоа и вела дека терапијата е многу субјективна, односно дека за ист вид на канцер кај различни пациенти може да има и различен третман. Да, меѓутоа мора да се почитуваат одредени протоколи за оваа терапија. И токму во двете вештачења, и во вештачењето во Словенија, и во вештачењето од Србија, токму вештите лица на овие околности се произнесува. И вештите лица кажаа, стои во самото вештачење, тоа ќе се види и во текот на постапката, дека истите постапувале несоодветно, затоа што мора да се почитуваат протоколите за давање на терапија. Овде се давале терапија несоодветни на она што треба да се дава. Што доколку се појави ново вештачење од сега веќе обвинетите, кои што ќе го биде во колизија со? Досега и обвинетите во овој период кој што има време да достават докази, не доставија докази, што значи дека токму и тој период за одбраната да достави докази. До сега од страна на осомничените нема ни еден друг спротивен доказ кој што би можело да утврди нешто поинако. Доколку имало, но кај спротивно вештачење, тогаш судот бара супер вештачење и така натаму. За сега нема ништо што значи дека во однос на теоријата на случај се оди во корист на јавното обвинителство. Требувано повеќе, давано помалку, препродавано имало лекови, каде се Значи се што беше, ако следевте, се тоа јавната обвинителка што го работи предметот подетално го објасни. Секако обвинението е многу долго, тоа само извади она што е најбитно, така да постапување на сила на обвинителниот акт, сите ќе бидат запознаени со содржината и на инкриминираните действија. Имате ли докази дека действија. биле препродавани? Некои работи навистина за жал не можеме да го кажеме. Се зборуваше дека биле давани тие лекови во друга држава и така натаму, меѓутоа има работи кои што некогаш и не може да се докаже. Она што можевме да го кажеме во овој дел, економскиот и медицинскиот го докажа. ВМРО ДПМН со денови ве прозива зошто поранешниот министер за здравство, актуелен лидер на опозиција Венко Филипче не е дел од обвинението. Обвинуваат за пазар. Зошто не е уфатен во истрагата, не најдовте докази, не требаше да биде, беше ли повикан на распит? Во овој дел на истрагата актуелниот министер немаше докази да биде офатен. Поранешниот, актуелен лидер на опозиција. Да, со тоа што ви реков пред малку, имаме ревизија, така да натаму што ќе биде, дал ќе биде или нема да биде, или други ќе биде и така натаму, останува тоа да се истражува. Но укус на овие сега сите следни случаи. Модуларна, пред истрагата за тендерите и сето тоа на 19 модуларни е во ОЈО-ГОК. Меѓутоа, во последното интервју, а и во ставот што јас го добив од нив пред известен период е дека има представки. Така е. Зашто? Така е. Инволвирање на нови лица? Има представки во однос на постапката за модуларните болници.
по таа представка е постапено. Донесен е предметот во републичкото јавно обвинителство и се постапува по представките, едната е анонимна, другата е мислам на некоја невладина организација. Не само за таа, борба за нулта корупција. Има и не можам да се сетим, има и представка и во однос на Беса, мислам, што беше и тоа се испитува, затоа што таму со резолуција од страна на јавното обвинителство за организиран криминал е одлучено веќе. А нови инволвирани евентуално лица? Каде во? Апропо представките? Значи, во овој момент таму само се води предистрага. И токму по таа представка Републичкото јавно обвинителство постапи, обемен број на доказен материјал е, се испитува, ќе видиме што евентуално ќе се утврди. Случајот со Теодора Ристовска е при јавноста на нозе. Вие рековте дека ќе правите увид во предметот во однос на премислувањето на вишата јавна обвинителка, што се наудите? Беа од страна на координаторите им дадов наредба да извршат увид во предметот, со тоа што во однос на постапката на јавниот обвинител утврдиле дека нема никаква одговорност. Во конкретниот случај, предлогот на јавниот обвинител не го обврзува судот во однос на висината на одлуката на казната. Што е во однос на жалбата на актуелната присуда? Сега во моментов има жалба од страна на основното јавно обвинителство, предметот ќе оди во апелациониот суд Гостер и ќе видиме кој ќе биде исходот. Го следи јавноста случајот со убиствата на Вања и Панче, си наслушавме се што. Палевски обвинува за местенки и така натаму. Обвинува дека го нема пиштолот, не е направена парафинска ракавица, сменати неколку пати искази на обвинети, па се премислуваа, па пак се премислуваа и така натаму. Вака, обвинетите, законот им дозволува, може да се бранат на начин кој што нив најповеќе им одговара. Што значи дека може да кажат вистина, може полувистина, може и да лажат. Начинот на кој што ќе го презентира случајот, тоа е нивно право. Јавното обвинителство ќе докаже дека во конкретниот случај се работи за таа квалификација која што е поставена. Колку ми е познато, сега во понеделник има завршен збор. А ќе биде ли повлечено обвинението за Александар Тоа ќе Ѓорчевски? одлучат јавните обвинители кои што го водат предметот, така да тие се најзапознаени со текот на постапката и со евентуалната одговорност на сите обвинети. Имаше таму некои дилеми околу користолюбие, убиство во паника, па убиство со умисла и така натаму. Имаше дилеми, јавноста кој што ги пренесува, може би тоа за јавните обвинители или не, околу одговорноста на таткото на Вања. Премиерот обвини дека го следела физички него и неговото семејство, дека бил лидер на опозиција. Да, тој предмет е формиран по неговата изјава по допрен глас и токму на таа околност да не евентуално застари. Јас лично направи службена белешка и тој предмет е даден во организиран криминал и по моите информации веднаш од страна на надлежниот јавен обвинител доставена е барање за прибирање на докази до надлежните институции и се уште се чека тие да се произнесат, односно да достават бараните докази, дали е следен, на кој начин е следен, сега тие како ќе постапат, дали ќе декласифицираат или не, тоа не знам. И пред една година најавивте јавно обвинителска одлука за многу скоро за надзорот на Бехтел и Енка, 22 милиони евра. Така и тој предмет, сега ќе ви кажам, и тој предмет поради обемноста на тој предмет даден е на МВР да се истражат одредени работи и вештачења, така да од страна на МВР се уште немаме добиено нашо го добив од обвинителот кој што постапува во моментот предмет. Поранишната сега веќе директор, председателка на ДКСК ви порача дека не знаете да оцените што е лична комуникација, приватна, а што е одавање на службена тајна. Значи, јавните обвинители многу добро го знаат законот. Осомничен ли е Димитровски? Во моментов оддалечен од работа. Да, ама си прима плата. Така е законот. Прима плата, кој износ и тоа не знаеме, со тоа што од она што го имам како информација, се уште се прибираат докази, се вештача одредени работи, така да наскоро ќе има и јавно обвинителска одлука по однос на тој предмет.
Случајно да не дознавме Артан Групи каде се наоѓа? Во моментов јас немам никакви податоци, само можем да кажам дека по тој предмет се уште се постапува и јавните обвинители имаат барано одредени докази од МВР, мислечи и финансиската полиција, така да има и други предмети на него. За сега истрагата се води така како што е по динамика. Господин Куцевски, бевте непрофесионален, одававте тајни од предистраги, од истраги и така натаму. Имавте тешки дисциплински повреди според оној предлог за ваше разрешување и преку ноќ станавте многу професионален за актуелната власт. Ја продадовте ли душата на ѓавот? Вака, такви квалификации, не знам зошто ги употребувате. Јас сум професионален цел живот. Не, јас парафразирам од оној предлог за разрешување на владата. Владата имаше предлог поднесено, односно Министерството за правда, дека обвинителството не е функционално поради мене, дека сум оддавал тајни, односно пресуди, некои документи, и тоа не јас, близок член на моето семејство, и за некој упадство таму што не знам од каде го прибавили, со оглед дека беше класифицирано, јас го донесов. И на сето тоа јас дадов одговор во однос на тие наводи и од страна на Советот на јавни обвинители се произнеси и даде мислење дека од тоа нема ништо, затоа што ниту функционалноста не сум ја нарушил, ниту па се оддавани некакви тајни, затоа што таму се наговестуваше дека наводно мој член на моето семејство давал некаков извештај за надзор. За надзорот во висшето. Да, меѓутоа од доказите произлезе дека надзорот, извештајот ми е даден откако е снимен мојот член на семејството. Што значи дека надзорот е даден неколку дена, односно извештајот мене ми е предаден од јавните обвинители, неколку дена откако била снимен. Има таму датум, има кога е предаден, од кого и така натаму, така да. Вашето разрешување на стендбај, дали тоа ви е притисок, имате ли притисок? Вака, сум дал неколку изјави на таа околност, јас ќе продолжам да работам честно, професионално, законито, како што тоа го чинам 30 години, така да во политички одлуки не навлегувам. За мене битно е што Советот на јавни обвинители кажа дека, даде мислење дека не сум сторил никаква тешка дисциплинска повреда. Натаму е политиката надлежна, што значи дека тие може претениците да дигна рака и меѓутоа со тоа не можам сега да се замарам, јас и понатаму ќе работам. Имате ли закани, ве гледаме со обезбедување, со флешери? Закани во моментов немам, обезбедувањето ми следува по закон и во моментов имам помалку обезбедување што треба. Ви благодарам што бевте. Благодарам и на вас на поканата, се надеваме дека разјаснивме дело делимите. Така. Почитувани, ви благодарам на вниманието.